Министерството за внатрешни работи попладнево соопшти дека ќе поднесе пријава против пратеникот од СДСМ Максим Димитриевски затоа што според истрагата тој го предизвикал инцидентот што час по полнок се случил во кафаната Палас во Куманово. Утрово пратеникот Димитриевски за Нова рече дека бил нападнат од 10 лица кои биле во алкохолизирана состојба, кои прво вербално го провоцирале, а потоа се обиделе и физички да се пресметаат со него. Во Центарот за обука на полицајци утринава 35 курсисти побарале лекарска помош поради симптоми на труење со храна, дознавано од извори во Полициската академија. Настанот се случил утринава кога тројца колабирале на смотрата. Во МВР го потврдија ова, но велат дека бројката не е толкава, туку дека се работи за тројца и демантираат дека има труење со храна. Курсистите јаделе вакуумирана салама за која во МВР тврдат дека не била со поминат рок. Нема одложување на изборите за новото раководство во Лекарската комора. Основниот суд Скопје 2 не донесе времена мерка за одложување и одговори негативно на тројцата лекари кои поднесоа тужба и бараа да се одложат изборите за да се поништи новиот статут по кој тие треба да се спроведат. Лекарите најавија дека ќе обжалат оваа одлука на граѓанскиот суд. Конститутивна седница на собранието најверојатно ќе има в понеделник, пошто и ќе се избира новото раководство.